А сега една поносна вест. Ракометарите на Вардар се први во Европа кои играат 3 полуфиналиња поред во Лигата на шампионите. Вардарци може да станат почесни граѓани на Келн, затоа што таму се секоја година. А за нивниот успех повеќе ќе ни каже Ланчо. За ракометните успеси на Вардар зборуваме со пиарот на владата. Добро бе, што не ме пративте утруд и социјална политика, па за марсовци да си правиме муабет? Зашто? Не сте норм. Ај, кажи, жити се побрзо па да си одиме дома. Добро, не ме смирувај. Што да не те смирувам, видовте папата како го пречекавме, зашто сум тука. Видовте како направивме скандинавски избори у Македонија. Видовте Вардар како влезе у Final Four. Значи тресеш глупости, Вардар и минатата и оваа година се влезени у Final Four. Значи не те разбирам што сакаш да кажеш. Што бараш ти овде? 9 месеца дечките немаат земено плата, а газат у Европа. Значи, како што барам тука? Ти знаеш што значи се ја на овие од администрација да им скратам година дена плата? Овие шум за 9 месеци ракометари влегле у Final Four, овие за 12 има за 3 дена да влезем у Европа. Тоа е прекрасна метода. Си викам да ја да пробаме и ние. Што да пробате вие? Значи вие не можете со плати, со тендери, со конкурси, со 8 плати не можете на крај да излезете, не па без пари. Ај, искочи, иди играј ракомет. Искачи, иди играј ракомет одма. Ајде, тргни се. Ете, драги гледачи, како што може да забележиме, ова не се нашите ракометари на Вардар, но јас би им посакал среќа во полуфиналето со Барселона. Реченица која што многу тешко би се изговорила во некој друг спорт, например фудбал. Им посакуваме успеси на вардарци и ние од топлото студио.